Почитувам председателя Пендаровски, почитувам председателя на Собранието Джафери, почитувани министри, присутни овде од владата, директори на Државниот завод за статистика, почитувам председателя на ЗЕЛС и градоначалник на градот Скопје, почитувани градоначалнички и градоначалници, денес овде присутни. Дозволете и од име на владата да се заблагодарам за ваквото масовно присуство на шефовите на нашите македонски општини за една ваква важна статистичка операција пред која што сме исправени сите и да од името на владата дадам неколку отворени препораки за исклучителната важност на овој процес за кој што зборува и председателот на државата и председателот на парламентот. За нешто повеќе од 2 месеци нашата земја ќе ја спроведе најважната статистичка операција попис. Инсистирам на терминот статистичка операција затоа што со законските решенија пописот ќе се реализира исклучиво како статистичка операција согласно стандардите на Обединетите нации и Евростат, односно според врвните глобални и европски стандарди и практики за никогаш повеќе да не се третира како политичко прашање. Пред нас стои голема задача да го поддржиме спроведувањето на пописот на населението, на домаќинствата и на живеалиштата, кој ќе даде реална фактографска слика за состојбата во државата. Со неговото успешно спроведување, конечно, ќе ги исправиме и последиците заради кои ги има предизвикано огромната недозволива пауза од 20 години од последниот релевантен попис. И кога зборуваме за ризиците и за заканите кои се уште го демнат пописот, тука, уште на почетокот од ова моје обраќање до вас, сакам да ја адресирам најавата за нова неодговорна постапка на опозицијата, односно најавата за бојкот на пописот од страна на опозицијата. Сметам дека тоа е најлошата одлука што може да ја донесе некој политички субјект, бидејќи освен што е правно недозволиво, бојкотот носи само конфузија меѓу граѓаните, сериозна штета за државата и ништо добро, ништо позитивно. Повикот за бојкот, без разлика дали е лажно спакован како повик за неучество или повик за минирање на најважната статистичка операција за земјата, е неодговорно однесување и отсуство на елементарна свест дека со неспроведувањето на пописот стануваме единствена земја која што нема да може да планира каков било развој од економски, образовен, културен аспект. Таквиот став е свесно туркање на земјата во провалија и закана дека ќе останеме црна дупка во светот како изолирана земја која што не поседува податоци за може да ги испланира следните 5, 10, 50 или 100 години од сопствената иднина. Кому му одговара да имаме иднина планирана врз погрешни податоци, стари повеќе од 20 години? Кому му одговара да имаме промашени планови за развој? Никој не сака таква земја за партнер. Ниту еден инвеститор нема да покаже интерес да инвестира, кога ќе види дека земјата ги нема основните статистички податоци за нејзините ресурси, за официјалната работна сила, за пазарот, за потрошувачките навики. Искрено, овде, во присуство на председателот на државата, председателот на парламентот и градоначалниците на нашата татковина, ја користам уште еднаш оваа можност да ја повикам најголемата опозицијска партија да се приклучи на оваа одговорна статистичка операција и одговорно да ја исполни својата задача и улога во татковината. Тука сме денес пред вас за да укажеме колку е важна државата и сите нејзини институции и чинители на централно и локално ниво да дадат поддршка на Државниот завод за статистика за успешно да ја спроведе стратегиски важната статистичка операција Попис 2021. И тоа е важно од многу аспекти. На нашата држава и требаат како неопходни сите податоци што ќе се добијат од пописот. Пописот не е само операција која треба да даде слика за етничката состојба во земјата, туку опфаќа многу сегменти, факти, податоци, бази
од кој може да се согледат развојот, стагнацијата или уназадувањето на едно општество. Пописот на граѓаните, домакинствата и живеалиштата е од клучно значење за секој сегмент од животот на граѓаните, а по него ќе може да се креираат мерки и политики кои одговараат на вистинските потреби на народот – економски, здравствени, образовни, социјални, културни, со што ќе се унапредат и нивните права и придобивки. Важно е да се утврди точниот број на населението во земјата. Не само вкупниот, туку и во секој плански регион, во секоја општина, во секоја населба. Но исто толку е важно и да ја добиеме целосната слика по сите основи, на која возраст ни е населението, со какво образование, со какви квалификации, местото на живеење. Или, например, кога се во прашање домакинствата, живеалиштата, становите, пописот ќе ни даде одговор колку од зградите во кои живееме се енергетски ефикасни, дали имаат пристап за лица со попреченост, колку од домакинствата се греат на дрва, колку на струја, колку на парно. Ова се почитувани податоци кои живот значат. Податоците од пописот се од огромно значење и за локалните власти. Тие се суштински кога станува збор за планирање на развојот на заедницата, бројот на ученици, визави образовните капацитети, бројот на децата од предшколска возраст наспроти градинките како установи за згрижување на децата. Од значење за општините се и податоците за структурата на постоечките индустријски капацитети, но уште повеќе на потенцијалите за развој на овие капацитети, кои исто така можат да се идентификуваат од статистичките податоци. Податоците од пописот ги откриваат и можностите на општините за развој на локалните пазари, туристичките потенцијали. Не случајно минатата година Европскиот ден на статистиката се одбележа под мотото "Подобри податоци, подобар живот". Да не заборавиме дека пописот е и наша обврска како држава кандидат за членство во Европската Унија, бидејќи поглавието статистика е едно од поглавијата од првиот кластер во преговорите и затоа во април треба сите да дадеме придонес оваа прашање успешно да го затвориме. Сите да покажеме одговорно однесување и да придонесеме кон пописот како државничка одговорност. Сите ние, кои сме на лидерски позиции во општеството, на централно или на локално ниво, за да може придобивките од статистичките показатели да му се вратат на народот со успешни политики. Со учеството во пописот, секој граѓанин ќе даде свој личен придонес кон подобра иднина за сите нас. Тоа е наше задолжение, наша обврска кон државата, кон нас самите и кон нашите деца. Почитувани градоначалнички и градоначалници, ве охрабрувам и ве повикувам да се вклучите во сите аспекти на пописот, да помогнете колку можете повеќе, да спроведеме 100% успешна статистичка операција. Државниот завод за статистика ги има сите професионални и стручни капацитети, се што е потребно е да ги следиме нивните насоки, да дадеме максимум поддршка и на крајот да имаме заеднички резултат, успешен попис 2021 година. Благодарам.